Задоволство ми е што сум дел од оваа јавна дебата, дискусија, с оглед на тоа што Алијансата разбистри се меѓу своите членови, има и представници на граѓанскиот и јавниот сектор, академската заедница, истражувачи и експерти во повеќе области, кои директно се поврзани или влијаат на животната средина и одржливиот развој. Стратегијата МКД 2030 треба да ги утврди приоритетите за развој до крајот на оваа деценија, да содржи реална проценка за силните и слабите страни кои треба да бидат зајакнати со повеќе ресурси, како и да посочи на потребата од инвестирање во неразвиените сектори кои се релевантни за севкупниот развој. Заштитата и унапредувањето на животната средина е една од темелните вредности на нашиот уставен поредок. Уставот вели секој човек има право на здрава животна средина и секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Државата е должна да обезбеди услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Токму затоа, меѓу клучните теми на МКД 2030 се животната средина и одржливиот развој. Пандемијата разоткри дел од нашите системски и структурни недостатоци, што се во позадината на многу од проблемите во областа на животната средина и одржливиот развој. Во тој контекст, актуелната енергетска криза само дополнително ја влошува ситуацијата. Меѓутоа, токму сега, според мене е вистинското време да го преосмислиме целокупниот економски концепт за развој, да ги преосмислиме постулатите за нашиот економски, социјален, човечки раст и развој, ако сакате, и да изградиме долгорочна визија и конкретен план за тоа каде сакаме да бидеме за 10, 20 или 30 години. Кога зборуваме за животната средина и одржливиот развој, се отворат повеќе прашања. Од загаденоста на воздухот, водата и почвата, до управувањето и еколошката преработка на отпадот, правилно управување со природните ресурси, инвестирањето во заштитените подрачја, воспоставување и одржување еколошки стандарди во индустријата за чување на биодиверзитетот. Исто така не смееме да заборавиме дека аграрните политики кои ги развиваме како држава директно влијаат на животната средина и одржливиот развој. Во таа насока и инвестирањето во одржливи системи за производство на храна или земјоделски практики кои ја зголемуваат продуктивноста влијаат за подобра или полоша, ако не внимаваме, животна средина. На неодамнешниот самит КОП-26 во Глазгов, како држава, преземавме одговорност и обврски за климатска акција и намалување на емисиите на стакленички гасови. Веќе денес треба да размислуваме и за сигурен, ефикасен, еколошки и конкурентен енергетски систем што е способен да го поддржи одржливиот економски раст на земјата, но и генерално, реков и премногу, да размислуваме и за нови модели на економскиот развој. Почитувани теми има многу и затоа ме радува што имаме денес можност да слушнеме мислење од повеќе фактори, повеќе чинители од различни сектори на општеството. Сметам дека преку заедничка работа ќе можеме да утврдиме кои треба да бидат нашите приоритети во оваа област, препораките каде треба да бидат насочени инвестициите во ресурси и човечки капитал, како и интервенциите во законските и подзаконските акти таму каде што е неопходно. Би сакал да ви се заблагодарам на сите кои досега бевте дел од консултативниот процес кој помогна да се изфилтрираат приоритетните теми. Очекувам вашиот придонес да биде значаен и во натамошните фази на проектот, кои ќе следуваат по изработката на првичната верзија на документот. Длабоко сум уверен дека рамката за развој МКД 2030 ќе ја постигне целта доколку успееме преку неја да ја подигнеме свеста за одредени прашања во државата и да покренеме процес на мобилизација на ресурси со кои ќе се насочат инвестициите во приоритетните области, утврдени со широк општествен консензус, а со крајна цел прогрес и подобар живот за сите граѓани. Верувам дека здружени можеме да ја постигнеме таа цел. Благодарам.